Псалм 54 според православниот превод, а Псалм 55 според останатите преводи. Чуј ја, Боже, молитвата моја и не кри се од моето молење. Погледај ме и услиши ме, нажален сум во тагата моја. Избунет сум од гласот на непријателите, од притисокот на грешниците, зашто вршат врз мене беззаконие и со гнев разгоруваат непријателство против мене. Срцето моје затрепери во мене и смртен страв ме спопадна. Страв и трепет ме сполетаа и стравоти ме обзедоа. И јас реков, кој ќе ми даде крилја гулавови па да одлетам и да се успокојам? Далеку би отишол и би се сместил во пустината. Би побрзал да си најдам засолниште од бурата и виорот. Смути ги, Господи, и раздели ги нивните јазици, зашто видов наследство и расправи во градот. Дење и ноќе обиколуваат покрај зидовите негови, и во него беззаконие, мака и неправда има. А не недостасува ни измама и лукавство по улиците негови. Да ме беше навредил непријателот мој, тоа би го поднел. И завидливецот мој да се беше покажал силен, јас ке се сокриев. Но тоа беше ти, човеку, кој си како јас, другар мој и пријател мој, со кого радосно се дружев и сме оделе заедно во Божиот дом. Смртта нека дојде на нив, да слезат живи во пеколот, зашто пакост има среде нив, во живеалиштата нивни. Јас пак, Бога ќе го повикам и Господ ќе ме слушне. Навечер и наутро и напладне ќе молам и ќе викам, и тој ќе го чуе гласот мој. Ќе ја избави во мир душата моја од оние кои ми се приближуваат, зашто многу ги има што се против мене. Бог ќе ме чуе и ќе ги понизи, оној кој вечно царува, зашто во нив нема промена, тие не се плашат од Бога. Ги кренаа рацете своји против оние со кои живееа во мир. Го нарушија неговиот завет. Говорот им е мек како кајмак, а во срцето им е непријателство. Зборовите им се како масло, но тие се стрели. Принеси ја на Господ маката своја, и тој ќе те подкрепи. Тој нема да дозволи праведниот човек да пострада. Ти, Боже, ќе ги фрлиш во погибелна јама. Крвниците и измамниците нема да поживеат ни половина од деновите своји. Јас пак во Тебе се надевам.